завршен ден од летната школа Македонија 5.0 и ги имаме денеска почетен гостин Коичиро Ониши од Томасева универзитетот од Токио, Јапонија. И тој денеска ќе ни презентира за докаде е статусот на Јапонија со општество 5.0. Прво ќе кажам краток повед, потоа ќе зборувам за Македонија блокчейн групата, за Македонија целиот проект Македонија 5.0, пилот проектот за Белица, како можеме да стигнеме до општество 5.0, после ќе биде Коичиро за Јапонија 5.0 и тоа ќе биде со демо, значи ќе направиме на симулација на едно гласање, децентрализирано гласање и после тоа ќе направиме една симулација како со новиот интернет финансиски систем може да се купи одреден PLR тука. Ќе импровизираме како продавница. Тоа е чисто експериментално за да видите како ќе функционира Белица во иднина. Така да идејата е да ја донесеме иднината сега. Тоа што технологијата е тука, само што не е равномерно распределена. Сега чисто на краток поглед. Не знаете сите, јас сум Тинче Ристевски, погледнете со Белица тука. Јас сум организатор на Македонија блокчейн групата, која што целава летна школа е фактички еден експериментален проект. Македонија 5.0 е научен проект, во кој што сум јас креатор на самиот труд, заедно со професорот доктор Слободан Калајджиски, професорот доктор Данчо Давчев и академик Милчо Коцарев. И темата на трудот е примена на општество 5.0 во борба против корупцијата. И Белица представува еден како пилот проект на микро средина од Македонија, каде што ние нашите предпоставки ги тестираме и дали тоа реално може да се примени. Тоа е пилот проектот, тука најдовме разбирање и јавно изразвам благодарност до Раде Момировски и Софија Духовска за нивната соработка, ќе ви работни дена 5 дена од летната школа, тоа е финалниот, што заедно ги изработивме цело време. И сега што е тоа општество 5.0? Значи самиот концепт потекнува од Јапонија. И општество 1.0 е она првото ловечко општество, на историјско време. Потоа имаме општество 2.0, тоа ни е аграрно општество. Имаме општество 3.0, ова е индустријско општество, тука е парната локомотива. И потоа е општество 4.0, информатичко општество. И општество 5.0 е интеграција на високо технолошки достигнувања со единствена цел подобрување на секојдневниот живот на луѓето. Значи, општество 5.0 е сите најдобри технологии што се досега да се применат како на секој човек да му се подобри животот. Тоа е целта. И тука од технологии имаме блокчейн, вештачка интелигенција, роботика, интернет на нешто. I'm Koichiro Onishi. I'm from Japan. Јас сум Коичиро Ониши и јас сум од Јапонија. And thank you very much for giving Tokyo. Yes. I'm from Tokyo. Thank you very much for giving me this presentation time. Ви благодарам што ми дадете оваа можност. I'm very honored to be here. Ова ми представува чест за да бидам тука пред вас. Today I'd like to explain the current status of the society 5.0 in Japan. Денес ја сакам да ви го презентирам моменталниот статус на општество 5.0 во Јапонија. So, Society 5.0 is introduced by Japanese government aimed to integrate
на слободна, независна, едукативна, еколошка територија Белица 5.0. Ние, членовите на децентрализираната организација, водени од визијата за општество 5.0, прогласуваме формирање на слободна, независна, едукативна територија Белица 5.0, се со цел да го подобриме животот на сите нејзини жители преку користење на современи технолошки достигнувања и инновации. Преамбула. Свесни за потребата од адаптација кон брзи технолошки и социјални промени, инспирирани од идеалите на општество 5.0, решаваме да создадеме средина што ќе биде модел за хармонична интеграција на технологијата во секојдневниот живот, при тоа зајавувајќи ја улогата на човекот во сите аспекти од општественото живење. Наша цел е Белица 5.0 да биде моделка за креирање на Македонија. Shut